Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Љубица, готвач член на нашата веб страница. Љубица ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти – шпикован џигер со прази лук. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 750 грама свеж свински или телешки џигер, 3 главици лук, 1 страк праз, 150 мл црвено вино, 3 лажички сенф, 5 ловорови листови, 1 супена лажица балсамиран оцет, сол и бибер и 3 супени лажици масло. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано ростер. Кога ќе купувате свеж џигер, побарајте едно долгнавесто парче. Имајте на ум дека телешкиот џигер е посочен од свинскиот. Во џигерот со остар нож исечете длабоки попречни џепови, но внимавајте да не ја пресечете долната страна. Растојанието меѓу џебовите треба да биде 2 см. Измите го убаво и оставете го да се исцеди и впиете го вишокот на вода со хартиена салфета. Ситно исечкајте ги празот и лукот. Џебовите убаво премачкајте ги со сенф, а потоа и целиот џигер. Зачинете со сол и црн бибер по вкус. Потоа џебовите наполнете ги со лукот и празот. Ставете го џигерот во Делимано ростерот, прелите го со балсамиран оцет и масло. Маслото може да го ставите и во претходната постапка, измешано со празот и лукот. Потоа налејте го одоколу црвеното вино и додадете ги ловоровите листови. Покрите ја тавата со алуминиумска фолија. Ставете ја тавата во незагреана рерна, а потоа вклучете ја на 200 степени и печете ја околу 40 минути. Потоа извадете ја фолијата, прелите го џигерот со течноста од тавата и печете го така откриен уште 40 минути на 180 степени. Исечете го црниот дроб напречно од џебовите, за парчињата да личат како лепеза и да се гледа полнењето. Сервирајте и прелите го со преостанатата течност од тавата. Подготовката на џигер не е едноставна, бидејќи многу лесно може да го исушите и да биде тврд. Овде сенфот, оцетот и виното го маринираат џигерот и му даваат мекост, а филот го надополнува неговиот вкус. Пробајте! Ви ветуваме дека овој начин на подготовка ќе стане дел од вашето семејно мени. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.